Добре дојавте, драги гледачи, во уште една епизода од серијата подкасти Чекор напред со М6. Серијал во кој се обидуваме преку разговори со успешни луѓе, интересни луѓе од бизнисот и генерално од сите сфери на животот, да направиме некој исчекор напред со нивните искуства, со нивното знаење, не само во професионалниот дел, туку и во нашите приватни животи. Денеска имаме една интересна гостинка, успешна деловна жена. Со нас денеска е Катерина Бошевска, генерален директор на EOS Matrix Македонија, доктор на економски науки, веќе 20 на години во финансискиот сектор. Добро дојде, Кате. Добре ве најдов. Денеска ќе говориме за генерално за финансиската писменост на компаниите, но и на нас како граѓани, бидејќи EOS Matrix, барем мене, до сега, при подготовката за овој подкаст ми беше позната како компанија која се грижи за, односно управува со поборувањето на компаниите и ги менаџира на платите на компаниите кон нас граѓаните или меѓу компаниите. Што всушност работи EOS Matrix конкретно? Добар ден, благодарам на поканата, ми е драго што сум денес овде во овој подкаст. Убаво прашање за почеток. Компанијата EOS Matrix во Македонија е дел од групацијата EOS, која што пак е дел од групата OTO во Германија. Ние сме во финансискиот свет како групација повеќе од 50 години во делот на управување со побарувањата. Се трудиме да го пренесеме тоа искуство, тие европски практики на нашиот пазар. Овде е веќе 20 години, како сме присутни, повеќе од 20 години, мислам во 2003 ни беше годината на основање, така да веќе раситнуваме и третата десетка од нашето постоење овде. Во суштина, да, генерално сме познати како компанија која што управува со побарувањата и тоа е во суштина опфаќа повеќе активности, меѓу кои е и да грижата за наплата на побарувањата. Работиме генерално со финансиски институции, главни партнери ни се банките, другите финансиски институции кои оперираат на пазарот, но и компаниите и предпријатијата, затоа што даваме поддршка на предпријатијата и на домашниот пазар, но и во странство, затоа што имаме една посебна алатка за тоа, преку која се трудиме да им помогнеме и на нашите компании кои што имаат побарување во странство, но и на странските компании кои што имаат побарување на нашиот пазар од наши компании. И верувам во тоа дека сте успешни. Па можам да кажам дека сме успешни, што потврдува дека постоиме се уште и интересот за нашите услуги расте. Една друга карактеристика е што сме доста иновативни. Ние постојано ги прилагодуваме нашите услуги согласно потребите на пазарот и согласно потребите на нашите клиенти. Се трудиме да бидеме тука како нивни партнери, следејќи активно што е она кој што е предизвик со кој што се соочуваат, особено кај финансиските институции за нас е значителен предизвик, затоа што тие се со една изразита регулатива и ние мораме да бидеме во склад со тие барања кои што ги наметнува таа регулатива. Дали имаме ние добра регулатива што ги регулира тие финансиски релации меѓу компаниите и граѓаните? Дали се случува компании да ми должат на граѓани, не само граѓани кон компании? Јас на повеќе пати сум кажала дека сметам дека има простор за подобрување на регулативата кај нас, особено во делот на финансиската сфера. Многу одамна направивме еден бран на промени на законските решенија и така некако тоа застана. Работите доста се променија, особено во светот на управувањето со побарувањата. Во рамки на Европската Унија се донесоа бројни и неколку позначајни директиви и регулативи кои го уредуваат конкретно ова прашање, па по-конкретно и прашањето не само за наплатата, него и прашањето за превземањето на побарувањата, нашиот примарен фокус. И ние силно се залагаме за една таква европска регулатива во тој габарит да се донесе и во нашата земја, што ќе значи еден исчекор плюс кон нашите аспирации за членството во рамки на Европската Унија, затоа што веднаш ќе бидеме усогласени да речеме со едни такви барања. Што значи дека има простор, кај нас регулативата се уште не е целосно конципирана во рамки на тоа што е потребно да компанијата EOS функционира во полнек, како што тоа го прави во европските држави, каде што сме исто доста активни. И да, одговорот е дека треба да се усогласиме и во тој дел. Дали ако се усогласиме со европската регулатива, значи дека веќе имаме и европско однесување кон нашите
долгови што ги имаме и како компании и како граѓани. Кој должи повеќе, граѓаните или компаниите? Како се релациите? Така, добро, одговорот е да. Усогласувањето и донесувањето на законската регулатива која што ја споменавме ќе значи и наметнување на еден поинаков начин на однесување, воведување една поинаква деловна култура. И ќе значи многу не само за компаниите или за финансиските институции, затоа што ќе се уреди еден сегмент кој што е значаен за нивното управување со средствата, но ќе значи многу и за граѓаните, и за оние кои што се од другата страна, затоа што за нив ќе значи дека постои една регулирана средина, постои грижа за еден фер и коректен третман, кој што за жал кога е нерегулирано е оставено нели на волјата на тие кои што слободно оперираат, како да кажам, на пазарот. И затоа ние цениме дека треба да водиме грижа и за двете страни во целиот тој процес, особено оние кои што се наоѓаат на другата страна, затоа што тие не се таму по своја сопствена волја, запатнале таму во поголем број на случаи од X причини кои што биле надвор од нивна контрола и треба секогаш да се најдеме во ситуација да знаеме како да им помогнеме и да ги извлечеме од таа ситуација. Вие работите доста со банките. Да. Веројатно преку банките имате контакти со граѓаните. Да. Каква е финансиската дисциплина на нашите граѓани во делот? Земаат кредити, се задолжуваат, дали редовно ги враќаат? Дали сме тука во однос на бидејќи вие работите во повеќе други земји од Балкана, дали сме тука понапред, поназад во однос на финансиската дисциплина од другите? Како ни е тука рейтингот? Да. Како граѓани? Да, ние со граѓаните точно доаѓаме во контакт преку банките, односно преку портфолијата кои што ги превземаме за наше управување. Можам да кажам дека се уште и тоа подолг временски период ние го следиме и го анализираме. Ние правиме низа на студии, истражувања за однесувањето на потрошувачите, тоа се нели нашите клиенти кои се во задолжување. Правиме компаративни споредби, бидејќи таа студија која што ја правиме на ниво на групација се прави на ниво на сите европски држави во кои што ЕОС е присутен. И имаме одредена емпирија и низ годините можам да кажам дека иако и криза и се што се случи во последните години, кај нас се уште важиме за одговорни, имаме одговорни плаќачи. Можам да одговорни плаќачи, особено што постои голема желба за расчистување на задолжувањата. Не негираат дека не должат. Не. Не, и тоа е многу интересно, значи сепак се работи за одговорни граѓани кои, како што ќе кажам, многу често се нашле во таква ситуација од причини кои што биле надвор од нивна контрола и постои интерес да излезат од таа ситуација. Тоа е многу позитивен момент, не само за нас како компанија, меѓутоа генерално и за економскиот систем, затоа што нашата цел е да ние повторно ги реинсталираме во рамки на економскиот циклус, за повторно тие бидат утре нели eligible, како да кажам, нели да бидат во можност повторно да бидат дел од тој финансиски систем, во тој банкарски свет повторно да влезат и на тој начин да не западнат под влијание на овие нели брзи лесни кредити кои што повеќе кратно ги задолжуваат, а верувајте тој циклус е многу опасен и од наше искуство можам слободно да кажам дека навистина ја влошува состојбата на граѓаните, често пати во ситуација во која што и дури ние не можеме колку и да сакаме да помогнеме и затоа ние апелираме и се трудиме фокусот да ни бидат финансиските институции многу порано со нив да се соочиме со овој предизвик, како да кажам, да помогнеме на граѓаните побрзо да се реинсталираат во системот, а нормално да ги повратиме парите во економскиот циклус повторно. Така да ние последното истражување беше дека како на ниво на ЕОС групација, значи ние некдека успеавме да реинсталираме отприлика неколку 3000 граѓани, на пример, успеавме целосно да ги ослободиме од задолжување и да ги вратиме повторно во минатата година, да ги вратиме повторно кредитно способно како кредитно способно население. И колку порано со банките влеземе во тој циклус, толку е процентот многу поголем, затоа што како поминува времето, толку и повеќе се влошува нели состојбата на граѓаните. Споредено со земјите во регионот, да се навратам на тоа прашање, можам да кажам дека не заостануваме многу. Интересно е тоа што
исти се приоритетите на луѓето во задолжување. Примерно се плаќаат они основни сметки кои што се за основни потреби за преживување, храната е нормално тука, така да нема некоја разлика во Источна Европа, споредно со интересно е со граѓаните од Западна Европа, каде што истражувањето покажа дека кај нив во голема мера се издвојува повеќе и за патување, за луксус. За патување, што на пример од тој приоритет некако не се откажуваат. Кај нас тоа не е така и затоа пак кај ја кажав на почеток, сакам да повторам, збаруваме за одговорни граѓани. Подомаќински ние се однесуваме во Западна Европа. Збориме за граѓаните, како е ситуацијата кај компаниите. Македонските компании, по некој мој личен впечаток изминативе 20 години, мислам дека дел од нив очекува да се финансираат од добавувачите, значи да имаат приходи од нивните купувачи, но не плаќаат редовно кон добавувачите и некако ги користат приходите, а не ги плаќаат своите обврски за да се финансираат и да го финансираат својот раст. Како е ситуацијата кај компаниите? Дали компаниите, односно собствениците и директорите на тие компании се однесуваат исто и како физички лица утре како граѓани, односно во моментот како граѓани? Или тука има дискрепанца некоја, едно се однесувам како граѓанин, која сум лично засегнат, кога фирмата упрашање, очекувам да ме финансираат и не плаќам. Па можам да кажам дека има разлика, затоа што пак ќе се навратам поради законската рамка, затоа што кај нас кај компаниите не постои директна лична одговорност на собствениците, на менаџерите, и од тука слободата во однесувањето е многу поинаква. Според мене, многу, како што кажавте вие, од бизнисите не се финансираат со сопствени средства, а вложувањето на сопствени средства во бизнисот пред се ја зголемува одговорноста и пред се ја зголемува мотивацијата за постигнување на успех и создавање на профит. Од тука гледано мора да се поттикнат нашите менаџери и собственици да не се плашат да ги вложуваат собствените пари во бизнисот во кој веруваат. Во спротивно, зошто би го отварале бизнисот? И ако ги имаат, во голем број случаи ги имаат, ама не ги вложуваат. И да немаат, постојат задолжувања, кредитирања, од кои што тие би требало да создадат одреден профит и тој профит треба да се реинвестира. Така ќе се надоградува и така ќе се создава додадена вредност која што нас ни е потребна впрочем во економијата. Ние за таа додадена вредност цело време зборуваме. Се согласувам со она што го кажавте дека како да сакаат да се финансираат со други пари, нели, туги пари, и тоа е така. Најчесто без камата се оние кои што се од обврските, неподмирени обврски, што во неповолна позиција ги става оние кои што се на другата страна, зборував за нив, нели, пред малку. Од друга страна тука си задолжувањата преку кредитирање од банките. И многу од компаниите кај нас целиот свој бизнис да го направат на основа на задолжувања со кредити во банкарскиот. Тоа е све во ред, се дека тие се воплодуваат и повторно се реинвестираат и се сервисираат обврските, меѓутоа еве ние во нашето работење, пошто тоа е дел од нашето работење, ние управуваме и превземаме и такви задолжувања, такви кредити кои што се од корпоративниот сегмент. Тука се тие многу ситуации каде што компаниите веќе дошле дури во фаза на ликвидација и од неможноста, нели, навремено да се сервисираат задолжувањата. Нашите анализи укажуваат на тоа дека треба многу порано и финансиските институции да ги согледуваат овие проблеми и начинот на кој што се води бизнисот во рамки на компаниите и многу да бидат пофлексибилни во побрзо расчистување, односно барање на нашите услуги со цел, пак ќе кажам, да се помогне и на компаниите, затоа што една е од тие регулативи на која алудирам во рамки на Европската унија е начинот на решавање или директивата за инсолвентност. Кај нас е тоа законот за стечај кој што не е променет од памтивек и мислам дека имаше неколку обиди во минатото да се, ние силно алудираме дека тој процес мора да се заврши со целосно негово хармонизирање со европските регулативи, каде што фокусот се става на рехабилитација на правниот субјект, а не како што на самиот назив ни кажува стечај. Значи тоа е како да се ликвидира всушност. Тоа е крајната инстанца кон која не смее да дојде согласно најновите директиви и препораки на Европската унија, а за тоа треба да се направи соодветен механизам за да им се помогне на компаниите. Дали се среќавате со компании, претпоставам и физички лица не бидејќи лична одговорноста, но дали има компании кои што компанијата пропаѓа, до собствениците номинално си остануваат со своето лично богатство. И тоа после не може да се наплати.
Тоа е претпоставено што го алудирате за измени во законот. Да, тоа е за личната одговорност на собствениците и на менаџерите на предпријатијата. Јас сметам дека треба да постои лична одговорност на собственикот и на менаџерот во бизнисот, зависно од обемот, нели, и капацитетот на бизнисот кој што се поставува. Не сме имале некое такво искуство, иако сме слушнале. Според вашево искуство, со какви предизвици се судирате компаниите? И тука има разлика, веројатно, дали се мали или големи, колку преговарачка сила имаат на пазарот. Во делот, како управуваат, знаат ли да управуваат со своите поборувања? Или едноставно гледаат само да се направи фактура, да се книжи како продажба, а после наплатата е нешто што отпосле ќе го мислат? Колку имаат поставено систем да управуваат со поборања? Да речат после толку, ако не платиш, не ти даваме производи, услуги, ви исклучуваме, или се толерира тоа на лични релации, што кај нас е доста често. Да. Дури банките на лични релации знаат да толерираат компании, и после кога ќе дојде до крај да не може, па бараат кај вас спас или кај некој друг. Обично е така, да. Така да можам да кажам дека не гледам дека постои некој изграден систем за управување на поборувањата на корпоративно ниво, а треба да постои, и тој според мене почнува од моментот кога ќе се изготви фактурата или од кога ќе се договори бизнисот. Во моментот кога се подготвува фактурата, од тој момент почнува обврската за плаќање и обврската да се потрудиме да си го наплатиме поборувањето. Од тука потребен е механизам кој што ќе има јасно дефинирани чекори, во кој што ќе оди најчесто кај нас компаниите најмалку мислат на тој сегмент, иако е важен, и најчесто сметаат дека не е продуктивно за релацијата, доколку сега некој трет се грижи за наплатата на поборувањето, како што кажавме. Мислам дека не е тоа исправно и дека треба да се охрабрат да воведуваат едни европски практики, каде што нема толку лични релации, меѓутоа има строго бизнис релации. Но тоа што ако се воведе некој трет во тие релации, се смета како израз на недоверба меѓусебна и веројатно после можеби ќе се регулира поборувањето, а не ќе престане соработката. Па не би требало да е така. Тоа е кај нас е така перцепцијата, меѓутоа тоа не е така, тоа е сосема нормално, затоа што тоа е една дејност која што е не споива со дејноста која што ја има компанијата, и таа дејност е легитимно да ја врши некој кој што целосно се посветува на таа дејност. Односно е неговна основна дејност. И веројатно постои некоја еволуација, да речеме пред 20 години, 23, и сега кај компаниите дека полека не може само на лични релации да градат, да се отвараат условно кажано према своите добавувачи и да очекуваат дека тие бесконечно ќе ги финансираат. Точно. Дури имаме и примери каде што воопшто не се ни нарушени деловните релации и каде што уште се продлабочени понатаму и покрај тоа што се користат услугите на надворешна компанија. Дали сте имали исто некој искуство каде што речеме голема фирма, купувач, има мали добавувачи кои не им плаќа и фактички ги загрозува и мали добавувачи на таа фирма да дојде до пропаѓање затоа што овој голем клиент не им плаќа и упорно тоа го толерираат. Дали сте имале таков случај да мала фирма побара од вас наплата на поборување од голема фирма? Обично големите нели бараат од помали. Обично големите бараат од нас, точно. Со мали фирми не сме имале до сега побарување. Малите фирми прашање колку се свесни за тоа дека може да побараат надворешна поддршка и помош, и доаѓаме до она што можеби на почетокот го споменавте, финансиската писменост или свесноста нели и на граѓаните, па и на компаниите, собствениците на бизниси, кои се нивните можности во финансискиот свет, во регулирање на меѓусебните односи. За жал е тоа така и најчесто големите компании со тој еден таков однос ги загрозуваат помалите компании, меѓутоа треба да се воспостави систем за наплата. Сега и постојат многу напредни софтверски решенија, ERP решенија кои што во рамки на своето секојдневно работење тоа станува како Ама тоа е достапно само за големи компании. Маливе компании се уште се сведуваат на Excel, на некои мали сметководствени програми, тоа не го следат и најчесто им е страф да побараат од големиот купувач наплата, бидејќи ќе го изгубат и тоа драстично ќе им се одрази веројатно. Тука веројатно треба да се работи двостранна едукација и на тие што имаат моќта и на тие што треба да се подпратна некоја моќ законска
во целата Се регулатива. согласувам. Впрочем, јас тоа го кажав, нели, на почетокот, ние треба да водиме грижа во процесот на наплатата за двете страни, затоа што нашата улога е да балансираме и да постои задоволство и на двете страни. Кате во контекст на тоа што го говориме, всушност сваќаме дека постои една финансиска релативно ниска писменост и кај граѓаните, освен на домаќинско чувство што го имаат дека се одговорни, но и кај компаниите. Што би им препорачале како совет на граѓаните кога управуваат со своите обврски и побарувања, колку да се задолжуваат, како треба ли да се задолжуваат, но исто време што би дали истиот совет би им го дали и на компаниите, и тука би направил нека дистинкција меѓу големи и мали, бидејќи тоа е и треба да се направи. Малите се многу позависни од плаќањата на големите, би рекол. Што би им препорачале на компаниите во тој дел како да управуваат со своите побарувања, малите и големите компании? Генералната порака може да е иста за без разлика на кого се однесува, а тоа е дека одговорно управување со финансиите, значи примерно грижа за долговите, односно идеално целосно затварање на долговите. Понатаму водење грижа за правилно инвестирање. Многу мислам дека таа алка недостасува, дека треба да се инвестира и дека треба и да се штеди. И она идеална пропорција помеѓу штедењето, инвестицијата и потрошувачката е она што го прави секој буџет. Од тука таа е една генерална порака. Кај граѓаните, особено во нашите услови на економски систем, можам да порачам да бидат внимателни во процесот на задолжување, во делот на тоа каде се задолжуваат и под кои услови. Многу малку ги читаат условите. Со ситни букви тоа да го читаат повеќе. Да, и во ситуација кога веќе се во некаков проблем во делот на редовно измирување на врските, да не прибегнуваат кон затварање на долгот со долг. Тоа е една генерална порака која што можам да ја кажам кај граѓаните. Или да го затворат со долг што е со помала камата, можеби. Да, точно, тоа е во рамки на системот се прави со затварање со поповолни услови. Меѓутоа обично прибегнуваат кон затварање на долгови во банки со задолжување во микрофинансиски или обратно и така. Значи, да, и во таа гледна точка велам да не се мешаат работите, тоа е мојата порака. Многу е подобро да се исконтактира финансиската институција и да се побара совет за да се најде соодветното решение. Затоа и ние зашто не контактираат? Се плаша дека тој трошок за тој совет е преголем ли? Зашто не го прават тоа? Не знаат ли дека може? Да, нашата препорака до сите корисници е дека во моментот кога ќе добијат писмо од нас каде што ги известуваме дека сега ние сме нивниот доверител, треба веднаш да не исконтактираат. Ние сме достапни на најразлични начини, и физички по телефон и преку нашата апликација MyEOS, значи може да стапат во контакт и им советуваме да стапат во контакт затоа што не може да го избегнат. Да не се кријат. Да не го избегнат задолжувањето. Да, затоа што нашата интенција е да дојдат до решение и верувам дека таа наша флексибилност навистина во најголем број од случаи доведува до позитивни исходи и општо задоволство оние кои што имале со нас соработка. Значи тоа е многу важно да влезат во комуникација за да може да дојдат до решение. Што се однесува до компаниите и ако сакаме да правиме разлика мали и големи компании, кај големите генерална порака е дека систем мора да постои. Зборевме за тоа. Систем за управување со побарувањата мора да постои. Кај големите компании тие се големи, имаат низа на служби, тука пак ќе се надоврзам на тие современи ERP решенија кои што може да ги користат за таа намена. За меѓународните плаќања тука е EOS, пошто имаме ние меѓународна платформа на управување со побарувања. Малите компании да не се плашат од тоа дека треба да воспостават систем, односно да ги избегнуваат, мислам дека тоа го споменавме, личните релации во воспоставувањето на деловните односи. Колку вие како компанија, да речеме, вложувате во едукација и на вашите вработени и дали организирате некакви едукации и за вашиве, за граѓаните, за компаниите, каде што им ги објаснувате можностите кои ги имаат. Бидејќи мислам дека постои една разлика, односно еден процеп меѓу тоа што е на пазарот достапно, што користат компаниите и граѓаните. Дали сте вклучени и во такви едукации или само вложувате во своите вработени? Дали организирате нека популаризација на таа финансиска писменост? Да.
Компанијата EOS Matrix има околу 120 вработени. Ние во рамки на компанијата EOS во Македонија постои една IT компанија која што ја поддржува целата групација EOS со своите IT услуги и тоа е специјализирана струка. За сите наши вработени се трудиме да обезбедиме редовна доедукација и доусовршување. Тоа го правиме на ниво на нашата групација. Постои посебна платформа која што е финансирана од нашата ултимативна мајка компанија Autogroup. На ниво на пазарот активно членуваме во многу едукативни центри и соработуваме со многу компании кои нудат обука и доедукација на вработените. Имаме одлична соработка со М6 едукативниот центар, кој што го користиме интензивно за доедукација на нашите вработени. Програмите се одлични и индивидуално на база на годишните евалуации на вработените, бидејќи на 2 години се прави евалуација на нашите вработени, се проценува во која насока треба да оди понатамошниот развој и доусовршување на секој вработен. Од тука тие се специјализирани, таргетирани обуки кои што се прават согласно потребите. И на тој начин ние се трудиме вработените да имаат еден заокружен систем на нивно доусовршување и едукација. Во однос на пазарот. На пазарот, да. Во однос на пазарот, компанијата EOS веќе неколку години пласира платформа позната како Finance Talks by EOS. Ние преку таа платформа се трудиме да ја доближиме до до општата јавност, финансиската проблематика, експертиза. Зборуваме за низа на конкретни и прашања, отворени прашања кои што се во финансиската област, а се релевантни за сите чинители на финансискиот сегмент. Имавме неколку интересни теми, меѓу кои беше и финансиската едукација, која што ја разработивме и се трудиме да ги собереме на едно место експертите од финансискиот свет со цел да зборуваат за оние тековни актуелни проблеми. Дали има интерес за такви настани? Да, има голем Кај интерес. компаниите? Има голем интерес, генерално кај финансиските институции, повторно ќе кажам кај финансиски институции, стручна е дебатата, стручна е темата, а каниме и компании и има интерес и кај компаниите. Но за жал веројатно малце граѓани се вклучени во тоа. И тоа не влие врз граѓанската писменост, говорам општо. Да, што се однесува до граѓанската писменост, ние имавме минатата година, а сега планираме да интензивираме оваа година повеќе. Имаме разработено веќе програми за основна едукација и едукација во средно образование. И ние минатата година имавме веќе серија на состаноци со Народната банка, каде што ја представивме програмата. И сега сме во комуникација да видиме како понатака тоа ќе можеме да го имплементираме. Се работи за посебна програма која што е разработена во рамки на Германија од Германското биро за развој на образование, која што е прилагодена за основно образование и ние таа истата ја имаме прилагодено и преведено и истата таа како таква се имплементира во скоро сите регионални држави. Сакаме кај нас да ја имплементираме и бараме поддршка за тоа. Имаме иста таква програма за средно образование, која што е различна од оваа за основно и нуди по-напредни концепти, да биде тоа исто развиено во соработка со Бирото за развој за образование во Германија. Сертифицирана е програмата, 3 години поред добива награди на меѓународно ниво за едукативна образовна програма во светлот на финансиска едукација и сакаме и сме спремни да имплементираме и кај нас. Да, тоа е интересно. Во нашето основно и средно образование се учат многу предмети кои можеби ќе им требаат, некои се за општа култура, но не се учи како се води домаќинство. Да речеме како да се управува со домашен буџет, да може да се ги пресметаат приходите и расходите. Односно, еве, ако она наша поговорка да си ги пуштиме нозете колку што ни е чергата, всушност треба индиректно укажува и тоа веројатно некој именител на сите финансиски писмености, дека треба да си знаеме дали нешто кое ќе купиме, инвестираме, дали можеме да го сервисираме во следните 5 години. И тоа веројатно многу граѓани се залетуваат и со купување на недвижности, кола, ако земете недвижност, можете под кирија па да имате некој приход, но купуваат коли, патувања, значи трендот од запад доаѓа кај нас и потоа кога ќе дое сметката за наплата, тоа тешко се реализира, да се врати, па се задолжуваат уште повеќе. Така да оваа иницијатива да се внесе во образовниот процес во некоја финансиска писменост, мислам дека е многу исправна и на место, бидејќи кажав,
нашите деца учат многу работи, но не знаат кои ќе станат самостојни да проценат дали во нешто треба да влезат или не, немаат нека општа финансиска писменост. Да, анализата во Германија покажала на тоа дека финансиската писменост се учи од мали нозе и затоа тие првим почнуваат со разработување на едукативна програма во основно. Кај нив дури елементарните модули се на ниво на предучилишна возраст, а постепено, меѓутоа, она што е утврдено за да понатаму се шири во рамките европските држави, каде што ЕОС како групација е присутна, е во основното. Образование е една од неколку теми се учат основите на картичка, банкарско работење и управување со буџет, семеен буџет, и тоа преку игри и интересни концепти и модели се доловува до пластично да младите. видиш што значи се сето доловува тоа. до најмладата генерација. А да, тоа е основен предуслов за тие пота на тоа да се надогради оваа средношколска програма, па веќе кога ќе бидат тие, кога завршуваат средно образование и кога почнуваат да управуваат со своја лична банкарска сметка, веќе да им е познат тој концепт и да знаат што треба и како треба да прават, а и добро за целиот економски систем и превенираат вакви ситуации во иднина. Еве за крај, Кате, дали дигитализацијата, вештачката интелигенција може да им помогне и на граѓаните, да речеме да прашаат на ChatGPT или на било која платформа, да прашаат што значи ако ова, па да им помогне. Дали во тој дел очекувате во иднина да има некои промени во однесувањето, промени во начинот на управување со побројањата поради појавата на вештачка интелигенција и сите овие платформи што сега постои, дигитализација? Очекувам дека промени ќе има, несомнено, ќе дојдат промени. Ние постојано го менуваме нашето работење, имплементирајќи дигитализација и воведувајќи вештачка интелигенција. Граѓаните може да прашаат, да, но треба да постои интерес. За да постои интерес, треба да постои оваа финансиска едукација која што треба да почне од мали нозе, за да дојдат до прашањето, бидејќи да се дојде до вистинскиот одговор, треба да го поставиме вистинското прашање. Од тука сметам дека ние можеме да им помогнеме со една ваква едукативна финансиска програма на децата да осознаат што е тоа што им е потребно да знаат. Вештачката интелигенција може многу да помогне, тоа е факт. И сакаме и ние како компании да го имплементираме и треба да го имплементираме тоа знаење во нашето работење. Ние веќе активно работиме и нашите граѓани во многу брзо време може да се најдат во ситуација да зборуваат со виртуален агент во рамки на компанијата EOS Matrix и ги охрабрувам да не го земаат тоа со предрасуди, меѓутоа тоа е нешто што не чека во иднината и ние треба многу нормално и треба што поскоро тоа да го прифатиме. Ние како компанија навистина и јас како генерален директор на компанијата се трудам што е можно повеќе да внесам од оние европски практики, она што го прават моите сестрински компании на секаде низ Европа, да го донесеме тука на нашиот македонски пазар, но за тоа потребно е да има и прифаќање, потребно да има и регулатива, како што кажав, и сето тоа. Тука сме со нашето искуство што го носиме и мрежа што ја имаме во регионот и пошироко, да се прилагодиме и да и ние чекуриме по тој пат. И веројатно треба голема истрајност и вие со оглед да постоите повеќе од 20 години, тоа не ви недостасува. Знаење, претпоставам, несомнено имате, така да останува само да пробаме да направиме поголемо влијание во средината во која работиме и живееме, не само како компанија, туку и како индивидуалци. Драги гледачи, тоа беше нашиот разговор со Катерина Бушевска, генерален директор на EOS Matrix Македонија. Верувам дека низ овој разговор отворивме интересни некои прашања, теми во кои дел од вас се пронајдовте, дел од вас можеби во иднина ќе препознаете нешто вредно и корисно за да направите чекор напред во работата на вашите компании или чекор напред во вашите приватни животи. И верувам дека советите што ги добивме денеска од Кате ќе ни помогнат во секојдневното наше живење. Ви благодарам што бевте денеска со нас и се гледаме во следниот подкаст.